Почитувани, Македонија се соочува со една од најголемите кризи во историјата, предизвикана од епидемијата на опасниот коронавирус и економска криза од досега невидени размери. Погодени се сите граѓани, а ниту локалните, ниту пак централните власти предводени од СДСМ не прават доволно за да ги заштитат граѓаните и стопанството. Со оглед на фактот дека сообраќајот е драстично намален во периодот на пандемијата, ВМРО-ДПМН предлага вонредни мерки за справување со кризата, но и со цел заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје и останатите градови низ државата. Апелираме истите да бидат прифатени од страна на локалните власти ширум Македонија. А мерките се следниве. Како прво, на булеварите со повеќе ленти, најдесната лента да биде привремено наменета за велосипеди, а велосипедската патека, доколку воопшто ја има, да биде привремено наменета за пешаци. Како второ, онаму каде што веќе има велосипедски патеки, а нема услови да се направи една коловозна лента само за нив, да се зголемат тие велосипедски патеки, односно нивната ширина да се дуплира. Се со цел да се овозможи безбедно движење на велосипедистите и оние кои што возат електрични тротинети. Под број 3, малските улици да се прогласат за зона 20, во каде што максималната дозволена брзина на автомобилите ќе изнесува 20 км на час и да се дозволи пешаците, велосипедите и електричните тротинети да ги користат и нив за своето движење. Под број 4, да се ослободат од плаќање на паушалот за терасите за летната сезона во 2020 година сите угостители во државата. Под број 5, јавниот простор пред локалите да биде даден на користење на угостителите додека трае ситуацијата со коронавирусот. Се со цел да имаат можност бројот на маси кои го имале во локалот и на терасите, заклучно со 18 март 2020 година, да ги постават на јавниот простор околу локалите. Оваа мерка предлагаме да важи доколку не бидат одземени повеќе од 30% на просторот за движење на пешаците околу локалите. И под број 6 предлагаме онаму каде што имаме платен паркинг на уличките пред локалите, тие паркинг места да бидат искористени и на неколку паркинг места да се постават така наречени парклети. Парклети кои што ќе можат да се користат за поставување на клупи, но и дополнително поставување на маси за седење. И нема да им се одзема простор на оние кои што се движат пешки. Почитувани, голем број на градови во Европа и целиот свет веќе има превземено вакви мерки. И се очекува во наредниот период да се видат резултатите од зголеменото користење на велосипедите и електричните тротинети насекаде наместо автомобилите. Токму затоа, сметаме дека ова е период во кој што Скопје и останатите градови треба да ги реализираат ваквите поп-ап мерки за зголемување на ваквиот начин на движење на граѓаните. Живееме во време во кое нема простор за суета. Здравието на граѓаните и нивната економска благосостојба е поважна од каприците на власта. Уште еднаш апелираме овие вонредни мерки да бидат прифатени за доброто на сите граѓани. Ви благодарам.